Јавната сфера е целосно заземена од политичките елити и од другите центри на моќ, а општествениот систем е изместен од својата природна положба. Во такви услови, граѓаните, нивните потреби и ставови, речиси и да ги нема во јавниот дискурс, како да се невидливи и да не постојат во општествените процеси кои се важни за сите нас. За среќа, сметам дека оваа дисторзија минатите 12 месеци создаде реакција кај дел од граѓаните, па затоа кај дел од нив, кај студентите, средношколците, професорите, наставниците, новинарите, и кај сите нив, ние бевме сведоци на едно, мислам, според мене, историско време и период во кој граѓаните посегнаа по своето место во општеството, ги збунија малкум политичарите и повторно, но за жал само делумно, си ја вратија својата позиција во процесот на креирање на јавните политики во Република Македонија. Овој проект е реакција и надоврзување на овие општествени текови. Институтот за комуникацијски студии сакаше да направи обид и да отвори канали и начини на кои ќе може граѓанинот да дебатира, да говори и да спори за концептите на јавен интерес, за неговата злоупотреба, за тоа што се става под превезот јавен интерес и зошто него, граѓанинот, се чини дека веќе никој не го прашува за неговите ставови и мислења за политиките кои го креираат и кои му го определуваат неговото секојдневие. Затоа, предвидените активности на овој проект, изразување на јавниот интерес во зголемување на моќта на медиумите и граѓаните во штитењето на јавните политики во Македонија, имаат за цел да работат или да ги направиме на начин на кој што ќе се обидеме да ја подигнеме свеста на граѓаните за сопствената важност и преку инклузивен процес, заедно со новинарите и со другите медиумски професионалци, заеднички да го потенцираме значењето на јавниот интерес во одржувањето на принципите на доброто управување. Добре дојде. Ова во следните месеци ќе го правиме преку дебати и дискусии за прашања од јавните политики, преку создавање содржини кои што ќе се достапни за медиумите за информирање на јавноста, но и со развивање на редакциски и уредувачки насоки за заштита на јавниот интерес. Понатаму сакаме да создадеме широка мрежа на креатори на јавното мислење и експерти кои имаат влијание врз него и да обезбедиме простор и јавност за размена на мислења и ставови за актуелни прашања во државата. Затоа, во активностите, всушност, предвидено е креирање на документи за политики за јавен интерес, кои ќе ги анализираме, за кои ќе дебатираме и со кои ќе лобираме кај носителите на власта за подобра инклузија и подобро вклучување на сите нас во процесот на креирање политики. Во соработка со медиумите ќе се креираат и насоки за новинарите, за новинарство од јавен интерес, кои ќе содржат и тест на јавен интерес, како и редакциски упатства за уредувачката политика и за продукција на вести. И за она што денеска најмногу сме тука, е иницијативата за дигитално граѓанство Республика. За прашањето од јавен интерес ќе се пишува на академскиот блог respublica.edu.mk со цел да се достигне по широка публика и да се запознае, да се подсети граѓанството за својата обврска, но и за своето право да се биде активен дел во создавањето на она што е наше секојдневие и во создавањето на политиките и на иднината за Македонија. Проектот е поддржан од британската амбасада во Скопје, за што сесрдно се разбира им благодариме. Иницијативата за дигитално граѓанство Республика треба да овозможи сеопфатна, стручна дискусија за подобрување на медиумските и комуникацијските политики и стандарди и да ја зајакне улогата на академската и на медиумската заедница во јавните политики. Ние сакаме Республика да биде независен извор на вести и ставови, пред се од академската и од истражувачката заедница. Денеска сме тука исто така и да им се заблагодариме на медиумите кои се приклучија кон нашата иницијатива и со кои ќе подпишеме меморандум за соработка за заедничка работа токму за подигнување на свеста за значењето на јавен интерес. Тука со нас се неколку представници на медиумите кои првично се приклучија кон оваа иницијатива. Се разбира дека листата ниту е затворена, ниту е селективна. Ние ќе продолжиме да разговараме со медиумите и секој што сака да се приклучи е повеќе од добре дојден. Денеска сепак ќе им се заблагодарам на медиумите кои од почеток се тука со нас и дел од нив се тука всушност и во оваа просторија. Тоа се телевизија Телма, TV24, Весникот Нова Македонија, Весникот Коха, радиото Канал 77 и веб порталите МКДМК, Нова и Фактор.
Тие се согласија и изразија подготовност поактивно да се работуваат со нас и да учествуваат во реализација на проектот и за активностите кои што се предвидени во него, преку кои заедно ќе ги детектираме, анализираме, дебатираме темите поврзани од јавен интерес, јавните политики во Република Македонија токму во престојните десетина месеци. Исто така се согласија да обезбедат и простор за дебати и анализи за актуелни прашања за кои што повторно се врзани под оној широк концепт на јавен интерес и со нивно учество исто така на конференции и дебати за кои секогаш и во минатото биле повеќе од согласни да дојдат и да дебатираат. Се разбира дел од нив, доколку најдат дека некои од блоговите кои што ќе бидат објавени на respublica.edu.mk се интересни за нив, ќе можат да ги реобјават на нивните портали или во нивните медиуми. Никако поинаку сметавме дека немаше да обезбедиме поширока јавност за резултатите од овој проект или за она што сакаме да го направиме, освен ако немаме многу блиска врска со медиумите кои што се наши партнери и соработници.